Почитувани граѓани на Република Македонија, владата на Зоран Заев преговара за македонскиот јазик и идентитет далеку од очите на јавноста. Од граѓаните се кријат условите и барањата кои се поставени пред македонската влада. Заев, Димитров и Османи знаат, но се кријат од јавноста. Срамно е да дознаваме од Бугарија дека владата во ек на празници се уште преговара со Бугарија за нови отворени прашања. Вчера, од телевизиско интервју на министер од бугарската влада, се потврди дека постои анекс од 12 точки кој е даден до македонската влада со исклучително лоши позиции за македонскиот идентитет. Да погледнеме во видеото. Северна Македония има шанс да получи датата за започване на преговорите, включително другия месец или този месец, януари, ако те накрая седнат и подпишат този анекс към договора, който ние предлагаме. Там има 12 точки, които са много ясни. Първо, отказ от исторически претенции, отказ от малцинствени претенции, промяна на образователната система. Почитувани, за овој анекс предупредувавме пред 3 месеци. Како што се гледа во видеото, дел од барањата за македонската влада се образовна реформа, ретуширање на историјата, односот кон малцинствата и македонската историја. Срамота е за македонскиот идентитет, јазик и историја да се дискутира на телевизиски емисии во Софија без никој во Македонија да не знае што е намаса. Срамота е во исто време Димитров да ги убедува македонците дека треба да одморат од спорот со Бугарија, додека Бучковски се подготвува за нова средба и дискусии. Срамота е реалноста да се крие од граѓаните и да се прави лажен привид дека сите прашања се затворени. Јавноста заслужува да знае. Кој го видел нон-пейперот од Бугарија? Што содржи анексот од 12 точки кои владата го крие од очите на јавноста? До каде е подготвена владата да ги прифаќа предизборните барања на Бугарија? Дали Бучковски следнава недела во Софија ќе дискутира за македонскиот јазик и македонската историја? Дали образовната реформа на Мила Царовска, со која се укинува предметот историја, е за да се исполнат бугарските барања? Почитувани, пред 3 месеци председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски, обзнани дека постои штетен анекс на договорот со Бугарија во кој се погазува македонскиот идентитет, јазик и историја. Тогаш бевме нападнати дека шириме невистини. Очекуваме Заев и треба да се извини што ширеше лажни вести. Димитров очекуваме да си поднесе оставка. А по падот на оваа власт ќе следува одговорност за сите недела кои се прават на Македонија и македонскиот народ. Ви благодарам.